Државниот санитарен и здравствен инспекторат не утврди неправилности во случајот со починатото новороденче на 1 октомври во делот на водењето на медицинската документација од моментот на примање на родилката во болницата, раѓањето и начинот на кој било медицински третирано новороденчето. Директорот на ДСЗ Кирил Лазов објасни дека на вонредниот медицински надзор од нивна страна било утврдено дека родилката на 28 септември била примена како итен случај и на клиниката била хоспитализирана на патолошкиот оддел. На 29 септември таа била породена со царски рез и родила живо машко дете, кое 4 часа по раѓањето морало поради средно тежок респираторен дистрес да биде однесено на интензивната нега, каде било интубирано и му била дадена антибиотска терапија. По влошувањето на состојбата, детето било повторно реинтубирано и бил повикан кардиолог и детски хирург. Поради тешката состојба, пристапено кон кардиопулмонална реанимација, даван е адреналин во 3 наврати, но без успех и настанате екзитус леталис во 19 часот на 1.10.2025 година. Од ДСЗ објаснија дека побарале од Министерството за здравство да се иницира комисија каде ќе се разгледа медицинскиот третман кон бебето, а она што е клучно во моментот е извештајот од направената обдукција што се уште не е готов. Лазов потврди дека по реакцијата на началничката за можна грешка од страна на педијатарката која го интубирала бебето, веднаш била оформена комисија и донесени мерки. Директорката согласно закон во 2 наврати на 14.10 и на 29 чинам 28.10 е формирана комисија за квалитет и таа комисија заедно со дисциплинска комисија треба да утврди недостатоци, дали има недостатоци во тој дел. Дали правилно постапиле од ГАК во тој дел? Во тој дел, да, постапено е правилно. Од клиниката за гинекологија објаснија дека она што било во нивна надлежност било превземено и педијатарката била преместена на друг оддел, а на родителите им рекле дека за причината на смртта ќе бидат известени по добивањето на наодот од обдукција. Родителите изјавија дека не им било укажано на лекарска грешка и ќе поднесат кривична пријава за клиниката за гинекологија. Случајот го разгледува и обвинителство.